До Собранието на Република Македонија е доставена граѓанска иницијатива за собирање 150.000 потписи, што ќе овозможи референдумско изјаснување на оваа тема. Народот да се изјасни дали треба да се донесе закон за државна пензија, според кој сите пензионери со ист стаж ќе имаат исти примања. Референдумското прашање би гласало дали сте за или против донесување на закон за државна пензија со која сите пензионери со ист стаж ќе имаат иста пензија, а пензиите согласно стажот ќе бидат пресметани според таблата дадена во прилог. Предлагачите посочуваат дека висината на државната пензија се пресметува според работниот стаж на пензионерот и висината на просечната плата во Македонија, а во табелата се наведени направените пресметки базирани на просечна плата од 36.000 денари. Се однесуваат на стаж од 0 до над 35 години, а би им следувала на сите мажи кои наполниле 65 години и на сите жени со 62 години. Лицата со работен век кои надминуваат 35 години би требало да имаат државна пензија од 27.000 денари. Износ кој се добива кога просечната плата од 36.000 се множи со 0,75 и се добива 27.000 денари. За оние што немаат работен стаж се предвидува сума од 9.000 денари, 36.000 по 0,25 еднакво на 9.000 денари. Понатаму се утврдени висините на пензиите. За стаж од 34 години 26.640 денари. За 33 години 26.280 денари, за 32 25.920, за 31 година 25.560 денари. Пензиите кои произлегуваат по реализиран стаж до 30 години би се пресметувале со 0,7% од просечната плата до 20 години, со 0,6 до 10 со 0,4%. Граѓанската иницијатива се покренува од повеќе причини. Сегашните пензии се неправедни бидејќи во пензија никој нема работни обврски и државата мора да се постави поправедно. Разликата во финансиските средства е поднослива и со мало намалување на администрацијата остварлива. Тоа го содржи иницијативата доставена до Собранието, чиј овластен предлагач е Страшо Јованов, а на истата се и 100 потписи од граѓани жители од Велес. Образци за собирање потписи се доставени во подрачното оделение на ДИГ во Штип, Крива Паланка, Прилепје од скопските општини. Меѓутоа, поради слаба информираност на граѓаните, одзивот е мал.